Добро вечер, јас сум Саша Ордановски, вашиот понеделнички водител на оваа доцна попладневна вечерна програма. Продолжуваме со разговорите во отворено студио 1, телевизија. Мојот вечерашен гостин е господинот Дончо Герасимовски, некогашниот долгогодишен директор на Заводот за статистика и човекот со кој што можеме да поразговараме вечерва по втор пат, господин Герасимовски, бидејќи попладнево ни беше сегашниот директор на Завод за статистика Апостол Симовски на гости кај колегите, да поразговараме за пописот. Оваа тема за пописот ние ќе дискутираме уште во месециве што доаѓаат многу пати, бидејќи една од интенциите на пописната комплексна и компликувана операција е што повеќе да се разговара во подготовките на тие операции. Законот за попис е подготвен во владата, чека да се испорача во парламентот со почетокот на идната година. Интенцијата е да пописот се случи во 2020 година, бидејќи тоа годината кога во Македонија нема избори. И го барем така мислиме дека нема избори, иако Македонија малку па имаме разноразни вонредни избори. Кажете ми, како ја оценувате вие сегашната ситуација со пописот? Прво, дали, ајде да почнеме од почеток, како ви изгледа законот кој што го подготви владата? Видите, законот е во тек на расправа. Имаше претходно еден така речено нацрт верзија на закон кој што беше достоен до надлежни институции, кои што требаше да дадат своји одредени видувања, мислења, забелешки во однос на самата организација, во однос на подготовките, во однос на надлежностите, во однос на финансиските средства и се она како би се сето тоа обликувало и ставило во еден контекст на негова примена. Законот секако е многу битно и суштествено значење за самата операција. Бидејќи за мене можам лично да констатирам, да кажам дека законот за попис во 2011 година беше со лоши, да речам, членови во кои со лоши решенија. Лоши предлози, решенија и во однос на севкупниот комплекс на спроведување на самата активност. Бидејќи неслучајно се вели дека пописот е едно најкомплексно, најстручно и најобемно статистичко истражување кое што се спроведува. Морам да кажам дека ние се изнаслушавме од тие квалификации во изминатава деценија, бидејќи никако не успеваме попис да направиме, а сите говорат дека е тоа комплексно, тешко и така натаму. Што е главниот проблем за да се направи попис во Македонија? Видите, во главном главниот проблем се однесува на пред се на самите подготовки. Значи, подготовките бараат временски период за да се подготви навремено и се биде во еден подготвителен период кој што треба да се направат сите проби, тестирање за да може тоа да профункционира. Затоа неслучајно може на два дела да се каже во темава на расправа и ова, да речеме, интервју ова вечер. Битни се донесените препораки за попис и битен е законот, бидејќи законот произлегуваат многу обврски кои што се дадени во препораките. Препораките се од Европска Унија, донесени во 2015 година. Такви слични препораки имаат и Обединетите нации, кои што налагаат на сите земји членки во наредните 10 години да спроведат попис. Тие препораки се еден многу обемен документ, тој има повеќе од 200 страници, во него се наведени разни околности и услови што треба да се исполнат. Од 2015 ве поминаат 2-3-4 години, додека го направиме пописот ќе бидат и 5 години. Ќе влезе ли Македонија подготвена вам, како ви се чини? Вие имате 5 пописи за себе. Вие сте во оваа статистичка операција во Македонија, веројатно еден од најголемите авторитети. Ќе влезе ли Македонија со целата ова темпо како се подготвува, со овој закон кој што допрва ќе влезе во јавна расправа, ќе влезе ли подготвена по 2020? Па сметам, согласно моите сознанија и контакти што ги имам, дека би требало комплетно да бидеме подготвени за пописот 2020 година. Но за истото од секогаш сум велел и сега велам или во иднина. Мора да се направат темелни подготовки, широка и јавна транспарентност дебата, советувања, кои што би довеле до едно комплексно решавање на овој севкупен проблем. Бидејќи самите добро спомнавте препораки, неслучајно се даваат 5 години пред попис. Значи да имаме временска димензија, да земите се подуват организацијски, да земите се подуват во тие, ве спомнавте препораки негде околу 200 страници што се дадени околу 768 параграфи за население.
За секој дел од карактеристиките кои што се наведени во самите препораки се дадени 5 до 10 страни како еден воведен дел што значи секоја карактеристика, односно секој белег внатре кој што е даден. Ако добро разбирам, за да разберат и нашите гледачи, значи постојат 7 генерални карактеристики кои што потоа се разработуваат во десетици белези на секој од тие карактеристики. Тоа значи дека пописниот лист на крај ќе има негдека меѓу 100 и 200 прашања, бидејќи мора да се помине низ разни карактеристики и белези кои што ги одразуваат состојбите на теренот. Токму така. Во препораките се дадени карактеристики кои што треба да се применат во пописот. Например, кои се тие? Сашност, ние тие треба да ги преземеме во самиот закон. Да. Тие карактеристики се 7 кои што се наброени, меѓу кои се географските карактеристики, демографските карактеристики, економските карактеристики, миграцијските карактеристики, образовните карактеристики, потоа доаѓаат стамбените карактеристики, односно домаќинствата кои што ги имаат. А потоа тие карактеристики се разработуваат во натре се разработени по разни белези. Дадени се белези. Во секоја карактеристика има пример околу 4 до 5 главни белези, споредни белези или изведени белези. Негде има околу, веројатно околу 90 белези кои што треба да се опфатат во овие карактеристики. Имат внатре други подмодалитети кои што бараат под А, Б, В, да речем, ќе се наведе во прашањата кои што ќе бидат дадени. За да тоа биде добро, за да тоа се свати во јавноста, основниот апел да биде јавноста, граѓаните информирани доволно што ќе значи самото тоа и што треба да се подготват за да бидат спремни, значи, за да пописот се работи за успешен. двојна подготовка. Една е на администрацијата, која што ја чека многу детална, и тоа не само државната, туку и локалната администрација, а втора подготовка е на јавноста, за да може да прифати операцијата со добра намера. Апсолутно. Јавноста мора до крај да биде информирана што ќе ја чека во тој попис. Значи, што треба да се подготви, што треба да се организира. Најтешката е задача секако на надлежната институција, тоа е Државниот завод за статистика, кој ќе ги направи подготовките. Меѓутоа, тие треба да, уште повторувам пак, треба да бидат јавни, транспарентни во комуникација со граѓанскиот сектор, со научните установи, со надлежните органи, со фелата на новинарите, со сите, за да добие апликативна дејност. Се претпоставува дека тоа и нашите гледачи го разбираат. Сакам две работи клучни да расчистиме, бидејќи од целиот овој комплексен проблем на крај во Македонија помалку и повеќе се разговара за две работи. Етничка припадност. Зошто е проблем и каде беше проблемот на пропаднатите обиди за попис и дали сега тој проблем како ќе се реши, како ќе се избегне комплетно ставката за етничка припадност? Во препораките во етничката припадност стојат етнокултуролошки карактеристики. Овие етнокултуролошки карактеристики спаѓаат етничката припадност, кој е спореден белег, потоа е религиозната припадност, кој е спореден белег, и јазикот, односно мајчиниот јазик, кој исто така е спореден белег. Затоа во препораките има главни, реков, споредни изведени белези. Потребите се или препораките секогаш велат задолжително се применуваат меѓународните стандарди, регионалните, а треба да се имат во предвид и локалните. Тоа што значи? Тоа значи доколку државата има потреба за било која карактеристика или белег внатре, бидејќи податоците се добиваат од белезите кои што ќе бидат наведени во прашалникот, во образецот или она како ќе оди сега во апликацијата на внесувањето на податоците по електронски пат. Тоа значи тие сите податоци ќе се прибират од тие белези. Во етничката припадност која се спомнува, бидејќи тоа е малку актуелно прашање и не е малку, тука е многу актуелно, така пропадна и претходниот попис. Со пописот 2011 ги имаше сите проблеми кои што беа поврзани. Во сите досегашни пописи постоело прашањето етничка припадност. И тоа е слободно изјаснување на граѓаниот согласно устав. Меѓутоа треба да се има во предвид дека секако јавност и граѓаните се доста заинтересирани за прашањето на етничка припадност. Секако секој колку сме, кај сме или така натаму. Но треба да се има во предвид дека веќе спомнавме претходно, добри беа и вашето констатации дека има повеќе карактеристики, повеќе белези. Од што зависи иднината во држава, од што зависат различни проекти, од што значат различни политики. Значи, 7 карактеристики се меѓу кои стотина прашања едно е етничката припадност. Но, како ќе се твори
ЕВФ-лата е пример во анкетите едно друго, од пописот единствено се добива цврста и јака состојба за изработка на примерок. Ние немаме 16 години попис. Значи немаме стабилна состојба, немаме точни податоци во државата за изминатиот период од 2002 навак. Драматични се промените во... Промените да не ги говориме сега, негде околу 55% од општините веќе се празнат. Иселувањето нема точни податоци, не се знае мал опфатот. 55% значи дека имаат поголем морталитет од наталитет. Поголем морталитет од наталитет. Ако има во предвид и внатрешните преселувања, дека од помалите општини се иде во поголемите, од селските населени места се оди во градските, значи просторот се празни, имаме депопулација. Ќе помине ли сега овај договор за етничката припадност? Размислувањето и во Државниот завод за статистика и на јавноста која што е познато на она што се свртува повеќе внимание во однос на побарувањата и на прашањето кое што е прашање следно. Треба секако од секој аспект да се види кои се обврските кои што привлегуваат во разни закони, во разни процедури, постапки, во разни активности кои што ги имаме, каде што се бара декадата на ромите, примерно. Каде што се бара одредена етничка припадност. Дали тоа може да биде или не, дали треба или не. Сепак имаше разни консултации, разни договори, каде што ведат сепак политичките партии треба да се договорат како и самата влада, како ќе оди тоа, па на крајот и законот се носи во Собранието на Република Македонија, каде што пратениците ќе решават за истото. Според вас треба ли да има таа графа? Па, од стручен аспект, од она што се бара како податок едно друго, во низа споредби и низа анализи, би требало да постои како прашање, бидејќи се вели и во самите препораки, мора да постои континуитет на податоците кои што се прибираат од претходно, за да има споредба со минатото и сегашноста, да се планира иднината од една страна, од друга страна може да се додадат и додатни белези кои што би можеле карактеристики да го обележат пописот, односно да се збогати неговата содржина. Второто крупно прашање кој се користи како известна политичка магла е прашањето помеѓу врската помеѓу пописните податоци и избирачкиот список. Постои таа врска? Каква е таа врска? Па, воглавном, изборниот законник е изборен законник, законот за попис е закон за попис. Врската меѓу едниот и другиот е во едниот е државјани на Република Македонија, независно каде се и што се, и државјани над 18 години во изборниот законник. Во пописот се фаќаат државјани, односно државјани на Република Македонија кои што живеат на територија на Република Македонија и кои што се најмалку 12 месеци надвор од државата на работа, школување или било што во странство. Истовремено во вкупното население во државата, согласно препораките и согласно законот ќе биде тоа за попис, влегуваат и странски државјани кои што престојуваат во земјава повеќе од 12 месеци. Тоа што значи? Тоа значи дека државјаните на Република Македонија кои што се надвор од Република Македонија во странство повеќе од 12 месеци ќе бидат опфатени во соодветната земја каде што тие престојуваат. Како ние што ќе ги опфатиме кај нас, нив ги опфаќаат во други. Законот предвидува пописот да се прави во 3 фази. Првата фаза е именно да се попишат луѓето кои што не се во Македонија во странство. Има ли Македонија реални административни капацитети преку своите дипломатски представништва да изведе таа операција како што треба? Втората фаза е да се испита... Едната фаза е во опишувањето, прво се попишуваат согласно надлежните институции, органи во држава, Министерството за правда, Министерството за надворешни работи, Министерството за труд и социјала, со војската, со лицата во затвор и така натаму. Втората фаза, што се предвидува во законот да биде е пред пописот спроведен во Република Македонија од 1 до 15 април 2020 година, од 15 март до 31 март да се попишат нашите државјани кои што се. За тоа се планира, бидејќи со овој попис светот отиде многу напред. Пописите се прават во поголем број земји со регистри. Ние ќе користиме одредени бази на податоци, евиденции, бидејќи немаме воспоставено регистри се уште, за да може да се приберат податоци. Тие ќе се приберат од разни институции кои што ги има, ќе се вкрстат меѓу нив, дел е правено. Истото и за во избирачкиот список да се најдат избирачите кај се, што се и како се, и на тој начин на таа апликација ќе бидат внесени сите оние податоци кои што ги имаме. По таков електронски пат се предвидува
се предвидува. Значи ќе може на интернет наши, да се пополнува. На интернет да се ги пополнат своите податоци на апликацијата која што ќе биде изработена од заводот. Истата ќе биде со земјава, а не за тие што ќе бидат. Неодамна се донесе законот за регистар. Во него се предвидуваат сите овие... Во законот за регистар се предвидуваат сите белези кои што ги има. За разлика од претходно што ме прашавте, секако постои разликата на споредбени податоци само на она што е во избори и во попис. Рековме, во изборите влегуваат население до 18 години, независно каде се наоѓа во Македонија и надвор од Македонија. Во пописот влегуваат само население, вкупно население кое што вообичаено или резидентно население кој што живее во Република Македонија и она што е во странство над 12 месеци и странски државјани кои што се повеќе од 12 месеци во земјава. Така да постојат одредени разлики и нема споредба на податоците кои што се во изборите и во пописот. Бидејќи секогаш се доаѓа до дилема дали може толку население. Во изборите се сите државјани на Република Македонија што има стекнато државјанство, независно каде се. Велиме по Светска банка, по Евростат има околу 500.000 проценти на државјани на Република Македонија надвор од земјава. Ако тоа е така, тогаш тие нема да влезат во пописот во вкупното население во земјава. И тоа бројка е помала од она што е бројката во избирачкиот список на број на бирачи гласачи. Тоа е веројатно најголемата причина за политички недоразбирања и за политички блокади на операцијата за попис. Видите, во светот, во препораките, во законите, на Евростат, на Обединетите нации, на секаде се вели дека пописот е стручна, професионална активност со голем број на прашања, со голем број на учесници во попис, со голем број на финансиски средства високи. Тоа значи дека струката и професионализмот, департизација, деполитизација и така натаму, да ја пуштиме за да добиеме квалитетни податоци кои што би служеле на државата за Веќе имам стравови дека тоа нема да се случи, но да видиме како ќе се одвива. Таква е составот на владата на државата, политичките партии. Кажете ми, кој ќе го води пописот? Новиот закон што предвидува? Бидејќи постојат, се шетавме и со тие концепти претходно. Со овој закон се прават одредени отстапки во однос на формирање на државна пописна комисија, бидејќи да моите забелешки беа во 2011 година формирана беше државна пописна комисија, тоа е точно политички и партиски, од состав на владата по различна етничка припадност, тројца ваши, двајца наши, 5 души такви, и секој си влечеше на некоја своја страна и заврши како што заврши. Во овој закон сега се предвидува, тоа е стручен аспект и она што се препораките, дека институцијата е таа која што е надлежна за сите овие. Тоа значи Државниот завод за статистика. Државниот завод за статистика треба да ги води сите активности, но сметам дека во истиот сепак треба да има некој одредено тело, некој орган кој што сепак би имал некоја контролна функција. Тоа ми беше следното прашање, бидејќи во законот мислам дека не е пропишано кој ќе ги контролира податоците. Во законот и целата операција, не само да речеме секој ако го чита и дословно и се разбира малку повеќе, најде повеќе забелешки како и јас самиот. Да речем лишто од организација, од подготовки, од формирање на да речем на пописни реони, од програма, од рокови во програмата, од извештаи поднесување и така натаму. Нигде не стои негде рокови или пред кого ќе одговара. Ќе одговара пред владата што го носи, законот го носи парламентот, меѓутоа владата го носи. На кого ќе се доставува извештајот, кога ќе бидат првите резултати. Така на тие теми можеме да отвориме поширока дебата и расправа во кој што, но пак велам и повторувам дека законот треба да добие широка рамка на јавна расправа. Да сето она што вие го мислите, ја го мислам, јавноста го мисли. Господин Герасимовски, ние треба веќе да влеземе во одредени подготовки. Некогаш се влегува во расправа. Ако не се лажам, би требало до крај на февруари, март веќе да го имаме тој закон. Февруар, март. Треба да го има бидејќи да се во исти временски период кога се спроведува попис, се спроведува една година претходно и пробен попис, каде што она што го говориме сето, треба за да се сите инструменти истестираат како ќе функционира и така натаму. За прв пат Македонија ќе го надмине проблемот на традиционален начин на спроведување на попис, кој што одеше на молив и гума и хартија, да не речем, односно тоа беа времината кои беа, ама светот отиде многу напред, мора и ние да се приклучуваме и да чекориме кон светот. Информатичката опрема оди напред, меве Министерството за информатичко општество не случајно презема активностите околу формирање, односно донесување закон за регистар на население, кој што на минуна е потребен на државата.
бидејќи во дадена ситуација имаме тешки проблеми во... Повторно ве прашувам, мислите дека ќе стигнеме февруари-март со сите овие подготовки и со конечно правење добар закон кој што ќе се усвои до тогаш? Мислам дека Државниот завод за статистика ќе треба час поскоро или катодневно овие активности да ги спроведува во најголем транспарентно и јавно. Јас за информирање ваше и за ова, бидејќи сум во тек со одредени активности на земјите околу нас, пример Србија на 22-23 мај оваа година, 2018, направи советување. Промоција на пописот 2021, не 2020, кој што имаше со своја агенда од 4-5 точки, каде што врши пропаганда за пописот, каде што ги кажа програмите, плановите, активностите, учесниците и сите параметри кои што ќе бидат опфатени во законот, согласно препораките кои што се дадени. Од тука поминува на точка предлози, мислења, забелешки, сугестии и така натаму од учесниците на дебатите, на советувањата, поготоа и на тоа советување, каде што има 200-300 присутни луѓе, експерти, стручњаци, професори, академици, новинари, граѓански сектор, сите. Тоа е се така. Трет пат ве прашувам, мислите ли дека ќе стигнеме до февруари-март да ги обавиме си тие подготовки, бидејќи вие сте редок човек кој сепак ги знае и капацитетите, и ги знае и процедурите, ги знае и сегашните, помалку или повеќе политички и други расположенија. Ќе стигнеме ли до... Затоа што, гледате, влегуваме потоа во председателски избори. Ќе дојде кампања. Може да се случи тоа да стане предмет на кампања. Може да се случи дури да се направат такви компликации што не ќе има кој да го потпише законот. Така што може да влечеме наместо во март, не април, не мај, може да ни се случи и лето да не фати. Затоа ве прашувам како ви се чини, дали до март месец ќе влеземе во де-факто постоечки закон? Ја мислам дека ќе влеземе со поголем малку напор, со добра организација, бидејќи организацијата и подготовките се битни не само за сега за законот, туку и за самиот попис. Но, пак треба да имаме во предвид дека од законот зависи и самиот попис. Доколку се е регулирано во законот, ако видиме каква е организацијата, така е. Ако видиме кои се периоди на спроведување на пописот дома, надвор и така натаму. Ако видиме кои се реони и дали се тие регуларни или не се. Ако имаме подготвени од областа на Агенцијата за катастар и недвижности, вие планирате дека нумерацијата во државава не е баш така како што мислите. Сакате да кажете нумерацијата на сите стамбени површини, каде што постои еден релативен, ајде да кажем, сега земете една улица одека ли ова населба. Вие сте имале една куќа, две куќи каде што желе двајца, тројца старци или било како. Пред 15 години. Пред 15 и пред 10 години и пред 3 години. На тоа место сега изграден објект од 7-8 спрата каде што има 3-40 стамбени единици. Не само што го оптеретиле стамбените единици, меѓутоа колку е оптеретено, тогаш пописниот круг во статистиката кој што се спроведува еден попишувач, еден пописен круг, тоа е потеркот кој што е по законска регулатива, да речеме, тогаш не ќе може да го направи, бидејќи да изградбата не се сега 4 тука, него ако се 50 стана по 4 се 200. Ако не се лажам, мислам дека општина Гостивар, пописниот круг во Гостивар е најголемиот во државата, или? Пописен реон. Пописниот реон. А најмалите Кратово ли е најмалите? Па, видите сега, во пописните реони, ето и таа е моја забелешка, веднаш ќе ви кажам, постојат во законот предвидени се 44. Добро. Тие се под некои одредени критериуми. Меѓутоа еве јас ќе ви кажам критериум. Критериум колку општини се влезени таму, кој број населени има во таа општина и колку населени места има во таа општина. Пример во Гостивар, точно е Гостивар, Маврово, Ростуше, кое што е и Врапчиште, кое што има околу 130.000 жители, кој што има околу 100 населени места, и е сепак реон каде што од него ќе зависи колку ќе има државни инструктори, колку ќе има реонски во реонската пописна комисија учесници и колку ќе има попишувачи. Сето тоа налага струка и обука. Заводот треба да обезбеди негде околу 150 државни инструктори, јако квалитетни. Се работи за квалитет. Бидејќи да допрва ќе се обучуваат или постојат? Не постојат доволно. Мора да се обучуваат. Тоа што го говориме, сето тоа они добро да го научат, да не обучуваат и нас. Тие ќе обучуваат околу 5000-7000 учесници во попис.
Тоа е голема бројка. На крај, после сите овие бројки, доаѓаме до тоа колку ќе чини пописот. Ако не злажам, во буџетот влекуваат десетина милиони за едната година? Толку, 544, 741 негде ми се чини милион. Милиони денари, да. Меѓутоа, тоа треба да има, или веројатно треба да има, во законот не се гледа, разработена таа цифра, колку за подготовка, организација, колку за дисеминација, колку за публикување и така натаму, и кој ќе го води точен мониторинг, може да постои некој, меѓутоа мониторинг после година 2 или мониторинг од 2011 заврши одамна, парите ги нема. Мониторингот е касна ситуација. Како што претпоставувам, знаете, и се ја води предмет за пропаднатиот попис и за токму околу некои финансиски аспекти. Мислам дека се таму осомничени под истрага господинот Али Ахмет и господинот председателите на партиите, на тогашните. Тоа е вака една убав начин на притисок за сегашниве, додуше истите се кои повеќе половината од нив, овој другиот пребега. Значи, господин Герасимовски, ние ќе се гледаме почесто наредниве месеци, бидејќи очигледно оваа тема е многу голема. Јас знам дека на времето кога се правеа пописи, дури и во социјализмот, за ова интензивно се разговараше во медиумите, бидејќи навистина граѓаните, а не само стручните луѓе кои ќе ги работат пописите, се тие кои што треба да го примат тој попис. Инаку, мислите ли дека можеме да се соочиме со ситуации на бојкот на пописот? Па, видите, јас морам да кажам, последниве денови, недели, месец-два има од кога почна овие активности, или првата изјава која беше на директорот на Државниот завод за статистика дека мисли тој дека не треба да биде во пописот вклучена етничката припадност. Ако не секој втор, секој трет граѓанин кој ќе ме сретне на улица ме праша што мислите, како мислите и така натаму. Веднаш се јави одредени етнички групи кои што јавуваат веднаш дека доколку го нема тоа прашање, ние ќе бойкотираме, ќе правиме овој. Од тука предлагам и кажувам за тоа, добро е да се седне вчера, завчера, да сето ова добро се разработи, јавноста добро се образложат, бидејќи уште едно прашање етничка припадност и во препораките, велам многу се добри да се прочитаат, а мора секој да ги знае, поготово тие 150 на државни инструктори од АДШ. Вели дека етничкото прашање е и субјективно. Некој може да доволно да говори не каже, таму, доволно е објаснето што значи сето тоа, за да може да се премени и е ризично. Затоа се вели препораките даваат основни насоки кај да се движим. И во законот се цитира, секој ќе врши таа контрола, затоа велам широко е. Вели во законот дека ќе се применат препораки, дали ќе се применат, кој ќе го контролира тоа? Контролно тело мора да постои за да се види дали се што се работи е во склад со сите. Како што сега го нема во законот. Да, како што се подготовките на да имате во предвид и следново. Негде околу 25-30 има резолуции, класификации, стандарди и така натаму, применето во сите овие карактеристики во описот. Бидејќи имате од Светска здравствена организација за попреченост, имате во однос на миграционите движења, имате од УНЕСКО за образование, имате од ДИЛО за работна сила, за економските карактеристики, класификација на дејности, класификација. Сите тие мора да најдат примена. Тоа е еден баланс на документи кои што се применети, али сето тоа мора да подлежи подредена контрола дали сето тоа е доволно применето и го содржи во сите овие работи. Ќе не примат ли во Европска унија без попис? Па ако резолуцијата на Обединетите нации на економски и социјалниот совет е задолжително, рачунете еднаш ка може би опростиле, ама вториот пат не знам како ќе. Благодарам господин Дончо Герасимовски, се надевам дека повторно ќе се видиме во месеците што доаѓаат, а вам почитувани гледачи ви посакувам да останете со нас уште 15 минути пред редовните вести, бидејќи во наредните 15 минути следува еден разговор што го правев попладнево со госпожата Видат Бушамауи, која што е добитник на Нобелова награда 2015 година за мир. Таа беше дел од еден туниски квартет кој што придонесоа за една мирна демократска транзиција во својата земја и заради тоа добија четворица од нив Нобелови награди за мир. Госпоѓата Бушамауи е во Скопје, бидејќи утре ќе ја промовира идејата и ќе го направи својот предлог за господата Ципрас и Заев да бидат за идната година кандидати за добивање на Нобелова награда за мир.
се разбира дека предлогот ќе биде испратен, проследен со контроверзии и во Македонија и во Грција, меѓутоа мислам дека утре тој важен чекор, оваа госпоѓа заедно со некои други своји колеги ќе го направи, па ќе видиме како ќе излезе. Останете со нас, погледајте го тој разговор, а потоа следуваат вестите на 1 ТВ. Јас сум Сашо Арнауски, вашиот понеделнички водител. Се гледаме следната недела, утре со вас ќе биде колегата Александар Чововски. Благодарам. Мадам Бушумови,